Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео повторно ќе решаваме задачи за раствори и ќе користиме дека некои задачи од фармациски факултет, по општа хемија. Че овие значи ова PDF фајлов го има на интернет, че не е нешто копирајт, го има слободен на Google, ќе оставам линк како треба. И тука има решени примери за некои задачи. Овие ги немам решено на поминатите видеа, но имате решени примери како се решава со формули. Ја ќе пробам да не решавам со формули, со цел да видиме другиот начин. И ќе започнеме дека се решаваме овие задачи за вежбање, дека има 40 задачи, ја нема сите да ги решам, ќе решам едно 5 или 6 задачи. И да започнеме со првата. Да се пресмета масениот удел во проценти во раствор добиен со растворање на 10 грами натриум хлорид во 240 cm кубни H2, односно молекуларен водород. Сега, тука има еден проблем што молекуларен водород всушност не би можел да имаш сад со течност од него за да правиш раствор, веќе молекуларниот водород е течност дури на минус 260 степени Целзиусови. А минус 260 нема да правиш таков раствор, затоа ајде викаме окей дека е течност дека ќе направиш раствор. Иако у пракса нема тоа да се случи. Добро, го имаме овој молекуларен водород H2, имаме 240 cm кубни. Тоа е всушност 240 милилитри. Сега, ако речеме дека густината е 1 грам на милилитар, во тој случај тоа значи дека имаме всушност, ќе направам со протоколна боја, 240 грами од H2. Сега, ни вика, ако ставиме 10 грама натриум хлорид, значи ќе обележиме натриум хлоридот вакако со зелено парче, и ова парче тежи 10 грами. И го ставиме, така и кога ќе оставиме, иде од дека, да речеме ќе падне од дека, добро тоа ќе се разложи, ама окей, не е битно. Сега вкупниот волумен на растворот ќе биде ова плюс ова, така, што ќе биде 250 грами. Сега, нас не прашава колку ќе биде процент натриум хлоридот во однос на вкупниот раствор. Масен удел, всушност масен процент. Ќе имаше волуменски процент, ама всушност со волуменски процент решава во минатото видео, мислам, сега со масен процент нема врска. Ќе земеме 250, ќе поделиме со 100 и добиваме дека 2,5 грами е еднакво на 1%. Ние имавме 10 грама од натриум хлоридот кој го ставивме, делено на 2,5 што беше еднакво на 1%. Добиваме дека тоа е еднакво на 4%. Значи ги добиваме 4% на раз. Сега, наредниот пример е, односно прашање е ако ставиме натриум карбонат во вода. Сега не е битно што е натриум карбонат, пак ставаме 10 грами во 240 cm кубни, кај што густината водата исто е грам на милилитар, така што исто е 240 грама. И ако решиме овој пример, исто ќе добиеме 4%. Значи тоа што се разликува е наместо натриум хлорид имаме натриум карбонат, така, 1,2CO3. И го ставаме, ама вредностите си остануваат исти. Не прави разлика субстанцата која ставаме. Сега, тоа е така, значи под Б исто ќе добиевме 4%. Така и под Б ќе добиевме 4%. Но, ако идеме сега на последниот пример, пред да нацртам еден сад, само се вратам. Идеме кај последниот пример, вика 10 грами на кристалохидрат, кој е всушност натриум карбонат, декахидрат. Сега, парчето што всушност го ставаме, да речеме, ние имаме 240 cm кубни вода, така значи ова е вода, H2O. Сега, ние парчето што го ставаме од натриум карбонат декахидрат, да речеме дека ова е парчето, одно целото парче да тежи 10 грами. Ама нас кога ме прашува за масен удел, мисли само за натриум карбонатот, не мисли за водата во тоа парче. Сега, ние не знаеме колку е уделот, можеби само овој дел е натриум карбонат. Така, тоа значи дека ако го ставиме нема да биде 4%, како што беше минатиот пат, него ќе биде нешто помалце, бидејќи не е целото парче натриум карбонат. Преко имавме 10 грама, ама чист натриум карбонат, сега имаме 10 грама, ама натриум карбонат декахидрат. Значи голем дел зафаќа и водата во тоа парче што сме го земале. Сега, ако беше чисто натриум карбонат, видовме дека ќе беше 4%. Така, ако беше, ќе беше 4%, ако имавме 100% масен удел во парчето кое го ставивме од натриум карбонат. Сега, ние за да видиме колку проценти ќе добиеме, треба да видиме колкав бил процентот на натриум карбонат во ова парче, натриум карбонат декахидрат. Сега, за тоа да го најдеме, ќе идеме
mR на чист натриум карбонат, кој е еднакво на 106. Прилежно 106, 105,9, ама добро, грам на мол. Не морам да ги пишам единици, не се толку битни. Релативната молекулна маса на натриум CO3 по 10 молекули на вода е еднаква. Една молекула вода е 18, така 10 е 180, така 180 плюс 106, тоа е 286 грам на мол. Сега да видиме всушност колкав удел има натриум карбонатот во вкупното соединение, односно во кристалохидратот, односно 286 ќе поделиме со 106 и тоа е еднакво на, усвари, така ќе поделиме преди нова со 100, ќе добиеме дека ова е 2,86, односно 2,86 грами е еднакво на 1%, и сега ќе земеме ова 106, ќе поделиме со 2,86 и тоа е еднакво на 37,06, односно 37%. Сега, ако 4% беше ако имавме 100% масено на натриум карбонат, во тој случај, значи 4 беше ако имавме 100%, али ние имаме само 37%, тоа значи дека, идам сега тука малце, 4 ќе го помножиме по 0,37 и тоа е еднакво на 1,48. Океј, сега вика дека колку грами натриум хлорид и вода е потребно да се подготват 200 грами 6% раствор. Добро, значи вкупниот раствор треба да содржи 200 грами. Вкупниот раствор треба да содржи, значи вкупно треба да биде, да не го ближиме така, тоа е за волумен. Вкупно треба да е 200 грами и 6% од тоа треба да е натриум хлорид. Така, ако е вкупното 200 грами, значи 200 делено на 100 по 6, тоа е 200 делено на 100, тоа е 2, по 6, тоа е 12. Значи 12 грами треба да имаме од натриум хлорид. Ако имаме 12 грами од натриум хлорид, а вкупниот е 200, тоа значи 200 минус 12, тоа е еднакво на 188 грами H2O. Значи ќе иземеме 188 грами H2O и 12 грами натриум хлорид и ќе ги ставиме внатре и ќе добиеме 6% раствор, каде што имаме волумен од 200 грами, добро, маса од 200 грами. Сега, под Б звучи слично, ама е доста поразлично. Сега, вика, колку грами натриум хлорид треба да се растворат во 200 грами вода за да се добие 6% раствор. Сега, што е тука фората? Например, ние секогаш кога подготвав раствори минатите видеа, додав вода до маркицата. Така, не почнувам со вкупниот волумен па да додавам субстанца, зашто така би било поразредено. Сега, што мислам со тоа? Да речеме дека имам 1% раствор од нешто, тоа значи дека имам 1 милилитар, ако зборуваме за волуменски раствор, плюс 99 милилитри од другото, така. Тоа не значи дека 1% е 1 милилитар со 100 милилитри ваквото. Така, значи тоа не е 1%. Ова не е 1%. Тоа горе е 1%. Сега, ако имаме ние 100 милилитри, така, и сакаме да направиме 1% раствор. Ако додадам 1 милилитар, во тој случај имам 1 милилитар во 101 милилитар вкупен волумен. Така, значи сега ако би додал 1 милилитар на 100 милилитри, вкупниот волумен ќе ми стане 101 милилитар, а внатре него имам 1 милилитар. Така, што не е 1%. Така, ако земеме 101, поделиме со 100, тоа е еднакво на 1,01, а ние, тоа значи дека 1,01 милилитар е еднакво на 1%. А ние имаме 1 милилитар, што не е 1%, него е 0,99. Што ако ставиме уште 1 милилитар? Така, ако ставиме, значи не ставивме, ајде, сега ставиме плюс уште 1. Тогаш ќе имаме 102 милилитри вкупен раствор, а ќе имаме ставено 2 милилитри од ваквото. Така, во тој случај ќе имаме, например, ако пресметам,
102 делено на 100, тоа е еднакво на 1,02. И 2 делено на 1,02 е еднакво на 1,96. Сега, значи, претерав. Значи, маца е по-проблематично кога веќе има вода у него ставено. Зашто ти кога додаваш, им додаваш супстанца, ама и го разредуваш расторот, мислам, го зголемаш купниот вода. Така што малце е потешко за пресметка. Е сега, нас ни вика дека имаме 200, како беше? 200 грами вода и како да добиеме 6% раствор. Значи имаме ние 200 грами вода и сега ние треба да ставиме одредено количество, значи плюс X грами, со цел да добиеме Z грами. Каде што овие Z грами, внатре во овие Z грами, ќе имаме 6% X. Така, сега, како да го направиме ова? Ова на некој начин можеме да го поставиме како математичка задача од 8 оделение. Значи, ајде ќе започнеме. 200 грами, така, нема да бережам грами, се знае дека се грами, плюс X, треба да добиеме некоја си вредност Y. Така, ајде, почнам со Z, нека стои Z. Е сега, знаеме дека Z, значи знаеме дека Z делено на 100 по 6 треба да е еднакво на X. Така? Или пак ова можеме да го запишеме Z по 6 врз 100 е еднакво на X. Сега, ако тоа е еднакво на X, можеме да замениме овдека лево и да запишеме дека 200 плюс 6 по Z, односно 6Z, 6 по Z или 6Z, врз 100 е еднакво на Z. Е сега, да се ослободиме тоа делење, нека ќе помножиме целото по 100, не мора вака, ама добро. Сега добиваме 20.000 плюс 6Z е еднакво на 100Z. Односно 20.000 е еднакво на 100Z минус 6Z. 20.000 е еднакво на 94Z. Односно Z е еднакво на 20.000 делено на 94. И тоа е еднакво на 212,76. Тоа значи Z е толку. Сега ако се вратиме горе и го замениме Z, тоа значи ако е 212,76, тоа значи дека X треба да е 212,76 минус 200, што ќе искочи 12,76 грами. И тоа ќе биде значи решението под Б. 12,76 грами. Добро. Третата гласи да се пресмета масениот удел на натриум хидроксид во раствор добиен со мешање на 80 грама, 15% раствор на натриум хидроксид и 400 грама 3%. Значи 80-15, 403. Добро, ето овдека доле ќе го запишеме. Значи мешаме 80 грама на 15%, што беше таму, натриум хидроксид ли беше, и 400 грама 3%. Така, значи, овие ќе ги измешаме и колку е масениот удел, значи колку е измерен во проценти на добиениот раствор. Па да видиме, ова можеме да го решиме вака, каде што всушност ќе видиме колку грами сме имале на почеток. Значи 80 делено на 100, тоа е еднакво на 0,8. 0,8 е еднакво на 1%, значи да видиме колку е во 15%, тоа е еднакво на 12 грами. Океј, 12 грами. Во другиот пример сме имале 400 делено на 100, тоа е еднакво на 4 по 3 еднакво на 12 грами. Значи во двата случаи имаме 12 грами. И сега, кога ќе помешаме, добиваме вкупен волумен, мислам, вкупна маса од 480 грами, каде што внатре од тие 480 грами имаме 12 плюс 12, 24 грами од натриум хидроксид. Сега видиме кој е масениот
Накво, тоа ќе биде 480 делено на 100, тоа е накво 4,8. Сега идеме 24 делено на 4,8, тоа е еднакво на 5. Значи имаме 5%. Добро, сега ќе идеме на некои си надоле, некои потешки задачи. Со ова кристалохидрати иче не ги сакам. Ќе решиме оваа 13-тава. Сега, дека у 13-та не кажува у што се растворени, зашто битно е дали е вода или не е, зависно дали ќе дисоцираат молекулите на вода кои се во кристалохидратов, али да речеме дека се у вода растворени. И друга работа, дали сме имале 90 cm па сме ги ставили овие 2,9 грама, или овие 2,9 грама се внатре во вкупните 90. Сега ние ќе рачунаме дека се внатре во вкупните 90, ќе направи разлика ако го земе другиот пример, но не би требало да е многу голема. Значи ние ќе рачунаме дека имаме имаме вкупен волумен, ќе го направиме, имам вкупен волумен од 90 cm кубни, ќе речеме дека е вода, и внатре во нив, значи внатре во тој вкупен волумен, имаме парче кое е 2,9 грами, наravno тоа е разложено, не стои како парче, кое е изградено од што беше натриум сулфат, декахидрат. И ме прашува за количествен, масен, количествена концентрација, масена концентрација и масен удел. Сега првин да видиме колку всушност натриум сулфат сме ставиле. Така, ние сме ставиле 2,9 грама на натриум сулфат декахидрат. Ама тоа не е целото натриум сулфат. Например, може да само овој декадел, ова шематски го прикажувам, само овој дел е натриум сулфат. Така, другото си е вода. Затоа го видиме процентот на натриум сулфат во парчето. Затоа ни треба емер на натриум сулфат, кој е еднакво на 142 грам на мол. Сега на вкупното соединение на кристалохидратот ќе биде 10 молекули на вода, тоа е 180. Значи 142, ќе брежам само x. 142 плюс 180, тоа е 322 грам на мол. Да видам кој процент всушност натриум сулфатот е внатре во овој кристалохидрат. Ќе земеме 322, ќе поделиме со 100, тоа е еднакво на 3,22. И сега ќе земам 142, ќе поделам со 3,22 и тоа е еднакво на 44,1%. Значи ние немаме 2,9 грама од натриум сулфат, него всушност од тие 2,9 грама само 44% ни се натриум сулфат, така што 2,9 ќе поделиме со 100 и ќе го помножиме со 44,1 и тоа е еднакво на 1,27 грами. Значи само имаме толку грами на натриум сулфат во парчето кое што сме го ставиле, односно кое што е во вкупниот раствор. Остатокот од парчето всушност е вода која рачунаме дека дисоцирала и влегла, значи вода која дисоцирала и влегува во овој вкупен волумен 90. Значи со се парчево што е ставено и со се водата што излегува, волуменот е 90. Добро, значи парчето кое сме го ставиле е 1,27 дека грами. Сега, кога го имаме дека имаме 1,27 грами на натриум сулфат во 90 cm кубни, да пресметаме колку е мола, количествена, колку е масена концентрација и масен удел. Ќе речеме дека е вода, така што густината ќе речеме дека е 1 грам на милилитар. Сега, сантиметар кубен е 1 милилитар, тоа значи дека имаме 1,27 грами на 90 милилитри. За да добиеме масова концентрација, ова милилитри да ги претвориме во литри. За да стигнеме до таму, треба да видиме колку грами на 1000 милилитри. Тоа му доаѓа околу 14,11 грами. И ова за го направам едноставно, земав 1000
го поделив со 90 и после тој резултат го помножив со 1,27 и го добиваш овој број. 14,11 грами. Опс. Тоа значи таа му е масената концентрација. Сега ние знаеме дека 142 грама е 1 мол. И ако земеме всушност 142 го поделиме со 14,11, добиваме дека тоа е 0,09 мола. Односно, количествената концентрација ќе биде 0,09 мол на литар. Сега, за да го пресметаме масениот удел, ќе претпоставиме дека густината на растворот е 1 грам на центиметар кубен. Односно, ако вкупниот раствор е 90 cm кубни, со се веќе ставената субстанца, тоа значи дека вкупниот раствор тежи 90 грами, а нашата субстанца е 1,27 грами од тие 90. И тоа значи, само земам ова, едам дека, едам 90, ќе подам со 100, тоа е еднакво на 0,9, и сега 1,27 ќе подам со 0,9 и тоа е еднакво на 1,41%. Значи масениот удел ќе биде 1, со друга боја, 1,41%. Сега неколку работи всушност, како што кажав, земав како предпоставки, реков дека од кога е ставена субстанцата волуменот бил 90. Може би волуменот бил 90, па сме ставиле субстанцата така што волуменот се променил на 90 и не знам 3. Ако тоа е случајот, во тој случај сите овие вредности што ги добив се високи, треба да се малце пониски. И друга предпоставка е дека растворот е вода, односно дека 1 грам на центиметар кубен е густината, така што вкупниот раствор е бил 90. Така што сите овие вредности може да се малце повисоки него што треба да бидат, зависи од кој е всушност вистината, зашто ја направив некои предпоставки. И сега ги гледам всушност тука резултатите, така што прилично ми се точни. 0,1 мол, ја реков 0,09, што е исто. 14,2, ја реков 14,11, што е исто. 1,42, ја реков колку 1,47. Добро, тие се бројките. Значи претпоставките ми биле точни. Сега гледам дека на прва задача кај што сум решал, ја добив 1 и нешто проценти, тука пишува 12. Не знам дали они нешто сгрешиле или пак ја погрешно сум разбрал што сакаат да направам. Али мене како што ми изгледа 12 сосема нелогично, треба да е помалце од 4. Кај беше задачата? Под В. Океј, не знам, можда ја нешто сум мутнал, ама не знам. И кога ставаме чист натриум карбонат, добивавме 4%, а сега ставаме натриум карбонат и со вода и повторно ставаме иста маса, така што процентот мора да е помал. Не може да е поголем и тоа 3 пати поголем. Океј, не е битно, да продолжиме со некоја наредна задача. 14-та е нешто со упарување, нема тоа да решаваме, ќе идеме на 15-та. Колку дециметри кубни? Добро, тоа е литри, 16% раствор на бакаров сулфат, добро. Ако е дадена густината, добро, нека ми дават густина. Може да се добие од 590,5 грама кристален бакаров сулфат пентахидрат. Океј. Да, идеме од дека. Значи, имаме 590,5, толку ли беше? Да. 590,5 грами на бакар сулфат пентахидрат 5H2O. Сега, не прашува. Ако вие ги ставиме у раствор така што бакар сулфатот да биде 16% од вкупниот раствор, така, бакар сулфатот да биде 16% од вкупниот раствор, колку ќе биде волуменот на раствор. И притоа ни е дадена густината на растворот која ќе ја има. Густината на растворот ќе беше еднакво на 1,18 грам на центиметар кубен. Океј. Пред да почнеме да видиме всушност колку грами имаме на бакар сулфат. Бидејќи ние имаме 590,5 грами на бакар сулфат пентахидрат.
Така, значи ако си го замислиме повторно парчето, само еден дел вака е бакар сулфатот, дека другиот дел например е вода. Нас целото парче не е 590,5, ама нас не интересира само колку тежи бакар сулфатот. И за тоа да го пресметаме, ќе имаме МР на бакар сулфат, МР на бакар сулфат, пентахидрат. Ова е еднакво, ова е 159,6. Сега 159 плюс 90, 249,6. Добро, ќе запишем мерните единици, грам на мол. Грам на мол. И сега ако вземеме да просметаме колку всушност е процентот, тоа е два начина, ајде преска решававме со друг, сега ќе решаваме со овој. Тоа е еднакво на 0,64, односно 64%. Значи ако ќе дојдем 0,64, потоа можам со 100 и добивам 64%. Значи 64% од овие 590,5 грами припаѓаат на бакар сулфатот. Значи за да видам тоа колку е, ќе земам 590,5, ќе го помножам по 0,64 и тоа е еднакво на 377,57. Значи јас всушност имам толку грами на бакар сулфат. Сега, од кога знам колку грами имам на бакар сулфат, ме прашува колкав ќе биде волуменот на раствор, каде што волку грами ќе бидат еднакви на 16%. Така. Значи ме прашува, ако ги земам овие и ги ставам внатре во еден раствор, така ова парчето сега доле си видов дека, каде што растворот има некаков си волумен, не знам какав е, но масата на ова треба да биде 16% од вкупната. 16% од вкупната. Како ќе знам колку е 100%? Така, сега. Ќе го земеме 377,57 и ќе го поделиме со 16, зашто толку е 16% и ќе добиеме колку е 1%. Тоа е еднакво на приближно 24, значи ќе запишеме 24 грами еднакво на 1%. И сега ние всушност ќе земеме 4 грами, ќе ги помножиме со 100 и ќе добиеме тоа дека е 2400 грами. Сега, знаеме дека масата на овој овдека раствор, на вкупната маса на тој раствор, значи ќе биде 2400 грами. Ама нас не прашува колку ќе биде волуменот на растворот. Сега, затоа ни е дадена густината, гледате дека горе лево. Кажано ни е дека 1,18 грами одговараат на, се наоѓаат во 1 милилитар. Тоа значи дека ќе земеме ова 2400, ќе го поделиме со 1,18 и ќе добиеме 2000 милилитри. Сега тоа ќе беше точно, ако овдека не земе 2400, дека ја заокружив, требаше да биде 2359 всушност. Јас зашто претходно заокружив, па кога го помножив со 100 искочи голема грешка, ама ако ова беше точниот број кој е 2350 колку беше 9. Дебитно се добива 2000 милилитри. Значи вкупниот волумен на растворот и тоа ќе биде одговорот дека може да се направат 2 дециметри кубни од раствор, каде што ќе имаме 500, колку беше 590 грами од бакар сулфат пентахидрат, така што тие 590 грами од бакар сулфат пентахидрат ќе ни дадат 16% на бакар сулфат и значи може да се подготват 2 дециметри кубни. Ево се го проверам решението и точно е 2 дециметри кубни. Наравно тука горе има се некои задачи каде што треба да се решават за утре. Затоа разгледав некои. Ќе решиме 23-та и ќе видиме може уште некој. Добро, колку милилитри 40% азотна киселина со густина за 25 грами на центиметар кубен и вода е потребно за да се подготват 300 грами, каде што 4,5% ќе биде азотна киселина. Ево да почнеме од крајот. Значи, како тука се наместиме. Крајниот раствор треба да имаме 300 грами.
Така, значи во крајот треба да имаме 300 грами, каде што 4,5%, значи мало делче, ќе биде HNO3, азотна киселина. Сега 4,5% од 300, тоа е 300 по 0,04 еднакво на, основно дека 4,5%, тоа е еднакво на 13,5 грами. Добро, значи ова парче овдека треба да е 13,5 грами. Не е парче, добро, течност. Сега, тоа што го имаме на располагање, дека имаме раствор, каде што овој раствор имаме неограничен волумен, ама од него треба да земеме одреден волумен. Каде што во овој десниот раствор имаме 40% HNO3 со густина 1,25 грами на центиметар кубен. Така, значи, ова е густината. Сега, ако таа е густината растворот, ние имаме 40% раствор, тоа значи дека содржината на HNO3 во тој раствор во 1 мл е 40% од тоа, односно 1,25 по 0,4. Значи во 1 мл имаме 0,5 грами на центиметар кубен, односно милилитар од HNO3. Така, значи толку имаме HNO3. За нас ни треба 13,5. Така, значи ни треба 13,5. За да земеме 13,5 грами, основно ќе видиме колку имаме во 1 мл. Имаме 0,5, тоа е еднакво на 27. Да, 27. Значи треба да земеме 27 милилитри од овој 40% раствор. Добро, сега ќе ставиме тие, така сега ќе бележам со ваква боја. Ги ставивме тие 27 милилитри и имаме 13,5 грами. Добро, ама овие 27 милилитри сега што ги ставивме, колку тежат? Така, колку е масата на овие 27 милилитри? Епа тоа ќе помножиме по основната густина, така по оваа овдека густина. Значи 27 по 1,25, тоа е еднакво на 33,75. Значи имаме толку грами моментално. Сега, колку вода треба да дадеме за да стигнеме до 300 грами? Така, тоа значи 300 грами минус 33,75, тоа е еднакво на 266,25 грами. А бидејќи водата има густина од 1 грам на центиметар кубен, тоа значи дека ни треба ни треба толку грами, вода, а густината на H2O е еднаква на 1 грам на милилитар. Ако ни треба толку грами, тоа значи дека ни треба толку милилитри. Така. Сега, ако се сумираме, тоа значи дека ни треба 27 милилитри или ќе бележам вака, центиметри кубни од HNO3 кој е 40% со густина која беше 1,25 грам на милилитар, центиметар кубен. Ни треба толку, а ни треба 266, колку беше? 25 центиметри кубни од H2O, која има густина од 1 грам на центиметар кубен. И тоа е решението, 27 и 266,25. Ајде сега да решиме 34-та задача, која гласи колку милилитри 70% HCl4 со густина 1,668 грами на милилитар и колку милилитри вода треба да се помешаат за да се добие 300 грама 28% раствор. Добро, ајде сега ова да го запишеме. Значи да прашува колку милилитри, центиметри кубни, ама оки тоа се милилитри, треба да се стават од 70% HClO4 кој што има густина
од 1, колку беше 668? 668 грам на центиметар кубен. 668 грам на центиметар. Добра е на милилитар, почнавме со милилитри, нека стои на милилитар. И вода, колку милилитри вода треба да се стават, значи од вода. Која е водата, знаеме дека има густина од 1 грам на милилитар, значи тоа е ко стандард. Така што на крај ќе добиеме раствор кој ќе биде 300 грама и ќе биде 28% раствор на HClO4. Така 28 беше. Да. Сега да почнеме од крајот. Значи ако крајниот раствор треба да биде 300 грама и 28% од тие 300 грама да бидат HClO4, да видиме колку грама всушност во крајниот раствор се HClO4. Затоа 300 ќе помножиме по 0,28 и тоа е еднакво на 84. Значи, ќе бележиме со некоја друга боја. 84 грама во крајниот раствор треба да ни се од HClO4. А тие не можеме да ги добиеме од вода, така што 84 грама мораме да ги добиеме од HClO4 растворот. Значи од овој раствор лево треба да добиеме 84 грама на HClO4. Сега, ако сакаме да земеме 84 грама од HClO4, колкав вкупен волумен треба да земеме од тој раствор? Сега знаеме дека тој е 70% раствор. Така што волуменот што ќе земеме 84 грама треба да представуваат 70%. Затоа за да видиме всушност колку треба да ни биде вкупниот волумен, можеме да пресметаме следниот начин. 84 делено на 70 по 100. И тоа е еднакво на 120. Значи 120 грама треба да земеме од овој раствор, треба да земеме 120 грама, така што во тие 120 грама ќе имаме 84 грама на HClO4. Сега, како ќе земеме 120 грама, ако немаме вага, него имаме само мерење волумен. За да видиме колку милилитри се 120 грама, знаеме дека густината е 1,668 грам на милилитр, едноставно 120 ќе го поделиме со 1,668 и ќе добиеме колку милилитри да земеме. И тоа е 71,94. Значи ни треба толку милилитри, треба да земеме толку милилитри од овој горниот раствор и внатре во овие милилитри ќе имаме 84 грама HClO4, а вкупната маса на овие милилитри ќе биде 120 грама. Добро, значи сега знаеме колку треба да земеме од растворот на HClO4, ама колку вода сега треба да земеме? Па сега знаеме дека крајниот раствор треба да биде 300 грама. Така, од кои 84 грама ќе бидат од HClO4, но ние всушност ќе ставиме, нели, 120 грама. Така, значи ние всушност ќе земеме 120 грама од првиот раствор, така што 300 минус 120, тоа е еднакво на 180 грама. Така што 180 грама треба да ни дојдат од H2O. А знаеме дека густината на H2O е 1 грам на милилитар и затоа знаеме дека всушност ни требаат 180 милилитри H2O. Така, значи треба 180 милилитри H2O и ни требаат 71,94 милилитри од тој другиот раствор. Сега, кога го проверувам решението кое е овдека на самиот PDF файл, очигледно дека е грешно, зашто вика дека треба да ставиме 20,15 милилитри од 70% раствор и 279,8 вода. Така, значи тоа беше 34-та. Да, значи таа е. Сега, очигледно ако ги собереш и бројките, вака. Значи вика треба да ставиме, црвено ќе бележам, спрема решението 20,15 милилитри од ова и треба да ставиме 279,8 ли беше милилитри. Океј, небитно. Сега, знаеме дека овдека густината е толку, така, значи, ако идам и пресметам колку грами всушност ќе ставиме, тоа ќе биде 20,15 по 1,668, што е еднакво на 33,67 грам. Така, ме вика дека треба толку вода да ставам. Водата знаем дека има густина 1 грам на милилитар. Ако треба и на Google ќе видите, значи таа е густината.
1 грам на милилитар, односно 1 грам на центиметар кубен, тоа е исто. Сега, поточната бројка и дури и таа ако ја земеме е всушност 0,997 грами на милилитар. Значи тоа е точната бројка, ама взимаме за 1, сите взимаат за 1. Океј, и да речеме тоа, ќе биде 279,8 грами. Сега, ако ги собереме овие две, добиваме дека тоа е еднакво на 313 грами. Што не е 300 грами како што ни се бара во задачата. Да крајниот раствор има да тежи 300 грами, што очигледно е грешно. Али е окей. Можда ја нешто утигам, нешто они мислат дека при некоја друга температура, па други се густините или пак не знам на што се мисли. Океј, да продолжиме сега на наредна задача. Во 105 мл 50% HCl4, кој има густина 1,41 грами на центиметар кубен, се додава 116,6 мл вода и да го пресметаме масениот удел на новодобиениот раствор. Значи имаме 105,2 мл 50%. Значи ајде тоа да го запишеме вака. Значи треба да земеме 105,2 мл. Значи можете и центиметри кубни, не е исто е. Од 50% HClO4 кој има густина 1,41 грам на центиметар кубен. Значи вака. Густината е еднаква на 1,41 грам на центиметар, или почнавме со милилитри, нека стои милилитар, и додаваме 116,6 милилитри вода, H2O, и се добива на крај некој раствор кој има даден волумен, дадена маса, значи тој раствор ќе има дадено V, дадено M, и нас не прашува колку ќе биде масениот удел, или во проценти, на HClO4 на новиот раствор. Сега, да видиме колку HClO4 имаме во првичниот раствор кој ни е даден. Значи имаме 105,2 мл, кои имаат густина 1,47 грам на милилитар, значи тоа ќе помножиме по 1,47 грам на милилитар, милилитар со милилитар ќе скратиме и всушност добиваме дека растворот кој го имаме тежи 148,3 грами. Сега, ова е 50% раствор, односно 50% од тие припаѓаат на HClO4. Значи 50% всушност ќе поделиме со 2 и добиваме дека на HClO4 всушност припаѓаат 74,15 грами, значи припаѓаат на HClO4. Додека вкупниот раствор ни тежи 148,3. Сега, колку ни тежи растворот на вода, бидејќи знаеме дека густината на водата е еднаква на 1 грам на милилитар, тоа значи дека масата овдека на водата е 116,6 грами. Океј, кога ќе ги помешаме овие два раствора, всушност добиваме дека вкупната маса на новодобиениот раствор ќе биде еднаква на 264,9. Значи толку грами ќе биде вкупната маса на новиот раствор. Волуменот не е битен, но еве ќе го запишеме, тој ќе биде 221,8 милилитри. Од тука можеме да најдеме и густината на овојот раствор, но окей, не ни се бара. Сега, масата на HClO4 кој имавме во ОФДК раствор, всушност ќе остане истата и во новиот раствор, бидејќи во водата немаме HClO4. Така да масата на HClO4 во тие 264,9 грами, повторно ќе биде 74,15 грами. И сега само треба да најдеме колку проценти 74,15 е од 264,9. Тоа може да го пресметаме повеќе начини, но постојат неколку начини да се пресмета ова. Попрост е, значи 264,9 ќе го поделиме со 100 и добиваме дека 2,649 грами е 1%. И сега ги земаме вие 74,15, ги делиме со 2,649 и добиваме дека тоа е еднакво 27,99%, односно 28%. Добро, идеме на 36. Кој гласи дека во 727,2 мл раствор на натриум карбонат, кој што има концентрација 0,6 мол на литар и густина 1,1 грам на милилитар, додадени се 0,53 дециметри кубни, што е литри,
вода и да се пресметна масениот удел на добиениот раствор. Добро, значи првично имаме 727,2 мл од натриум карбонат. Значи тоа е, имаме 727,2 мл на натриум карбонат, кој има концентрација од 0,6 мол на литар и густина од 1,1 грам на милилитар. Врз него се додадени, значи се додадени 0,53 литри од H2O. Знаеме дека густината H2O е 1 грам на милилитар. Са 0,53 литри, всушност ќе го конвертираме милилитри, тоа е 530 милилитри. И сега да прашува кој е масениот удел на натриум карбонат во растворот што ќе се добие. За да го најдеме масениот удел, треба да знаеме колкава е масата на новодобиениот раствор. Сега, водата, бидејќи знаеме дека има густина од 1 грам на милилитар, од водата ќе добиеме 530 грами. Сега, за да видиме колку грами ќе добиеме од овој раствор, едноставно ќе биде 727,2 по 1,1 и тоа ќе биде еднакво 799,92. Но, значи ќе добиеме толку грами. И сега всушност масата на вкупниот раствор 1329,92 грами. Ама добро, тоа ако го знаеме, ние повторно не можеме да одредиме колку е масениот удел. За да го одредиме масениот удел, треба да знаеме колку грами внатре од оваа маса, така, зафаќа натриум карбонат. Сега, за да одредиме колку грами, треба да видиме колку имало во левиот раствор. Не ни е кажано колку имаме, ама кажано ни е која е концентрацијата. Имаме 0,6 мола на литар. Сега, првен тоа да го конвертираме со помош на МР, значи МР на натриум карбонат е еднакво приближно 106. Значи 105,98, ќе пишеме 106 грам на мол. Сега, ако знаеме дека е 106 грам на мол, а ние имаме 0,6 мола, тоа значи дека 106 по 0,6 е еднакво 63,6. Земам портокална боја. Значи имаме 63,6 грам мола, односно грами, не мола. Имаме 0,6 мола, имаме 63,6 грами на литар. Така, значи имаме 63,6 грами на литар. Вака, ќе запишам портокална боја. И ова всушност е овдекаво можеме да го донесеме. Значи ние имаме 0,6 мол на литар или имаме 63,6 грам на литар. Сега, ако направиме една пропорција, значи 63,6 грам на 1000 милилитри, колку грами на 727,2 милилитри. Така, за да го најдеме ова, можеме да направиме повторно повеќе начини, кои што зададовме минатите видеа, но можеме да земеме 727,2, да го поделиме со 1000. Тоа ќе биде 0,7272. За тоа ќе помножиме по 63,9 и тоа е еднакво на 46,24. Значи имаме 46,24 грами во тој левиот раствор. И повторно тие грами всушност едноставно само ќе се пренесат во новиот раствор. Значи овдека ќе имаме 46,24 грами. И сега за да го пресметаме масениот удел, едноставно 46,24 ќе поделиме со 1329,92 и тоа е еднакво на 0,034%. Добро, ајде сега да решиме уште една задача. Колку милилитри, значи 37, колку милилитри 37% HCl, кој има густина 1,19 грам на милилитар, се потребни за подготовка на 1 литар 10% раствор кој ќе има густина од 1,049 грам на центиметар кубен, односно милилитар. Значи, ние имаме раствор на HCl, нека лево ќе ставиме, имаме раствор на HCl, кој е 37% и има густина овој раствор од 1,19 грам
на центиметар кубен или на милилитар, тоа е исто. Сега, треба да земеме одреден волумен од тој раствор, треба да земеме одредено V, така што ќе спремиме нов раствор, кој ќе биде со волумен од 1 литар, каде што ќе имаме всушност 10% HCl и густината на овој нов раствор е еднаква на 1,049 грам на милилитар. И сега прашањето е колка волумен треба да земеме од овој тука HCl растворот со цел после да дополниме со вода за да го добиеме овој раствор од нас што се бара. Напочнеме со крајот. Значи на крај треба да имаме 1 литар, кај што ќе имаме 10% HCl и да видиме колку HCl всушност е тоа. Значи ако имаме 1 литар, тоа значи дека имаме 1000 милилитри, а 1 милилитар има 1,049 грами, значи тоа ќе помножиме по 1,049 и се добива дека масата на овој раствор всушност е еднаква на 1000 грами. Ние имаме 10% HCl, тоа значи масата на HCl во овој дека раствор е всушност 104,9. Значи во крајниот раствор масата на HCl треба да биде 104,9. Сега, ние значи треба од овој левиот раствор да земеме волумен, во кој волумен ќе има 104,9 грама на HCl. Сега, без разлика колка волумен да земеме, секогаш само 37% од тој волумен ќе бидат на HCl, односно тоа значи дека овие 104,9 ќе бидат 37% од било кој. И ова само вака ќе направиме, ќе помножиме дека по 100. Значи кога го делам со 37 добивам колку е 1% и после го множам по 100 и гледам колку е ќе видам масата на вкупното и тоа е еднакво 283,57. Значи ми треба толку грами од овој левиот раствор. Сега ја имам 1,19 грами на милилитар. И затоа да видиме колку милилитри всушност ми треба, тоа е 283,15. Ќе поделам со 1,19 и тоа е еднакво на 238,24. Иначе овдека е 51, не е 27. Осно не е 15, него е 57. Значи треба да земам толку милилитри од овој левиот раствор. Така од растворот на HCl треба да земам толку милилитри. И после едноставно за до 1000 ќе пресметаме 1000 минус 238,24 761,76 милилитри на H2O. И кога ќе ставам овие две величини, значи ова лево на HCl плюс толку вода, тие заедно ќе ми дадат 1 литар и во тој 1 литар раствор кој ќе има густина од 1,049 грам на милилитар, јас ќе имам 104,9 грами на HCl, што е еднакво на 10%. Сега ќе решиме 38 задача која ќе бъде интересен начин како ќе ја решиме. Значи ме прашувам колку милилитри 37% HCl кој има густина 1,19 е потребно да се додаде во 200 милилитри 20% HCl кој има густина 1,1 за да се додаде 25% раствор. Сега, ова ќе го правиме на еден многу макотрпен долг начин. Значи ја првим да нацртаме задачата. Имаме еден сад кој има 37% HCl со густина која е еднаква на 1,19 грам на милилитар, односно сантиметар кубен. Сега, имаме друг раствор, плюс друг раствор, кој е 200 милилитри, 20% HCl, кој што има густина од 1,1 грам на милилитар. Сега, нас ни бара колка волумен треба да земеме од тука, колка V треба да земеме и да го пренесеме во другиот раствор, така што овој раствор ќе стане 25% раствор на HCl. Сега не ја кажува густината на тој ново добиен раствор. Ако ја знаевме густината на ново добиен раствор, ќе беше многу лесно. Зошто како што додаваме HCl
Така, со секое додавање на HCl ќе се зголемува густината. Така, значи не може да рачунаме дека е оваа густина. Мислам, ако рачунаме дека е оваа густина и за новиов 1,1, во тој случај пак би била лесна задача. Но со секое додавање на HCl ние променуваме густината на новиот раствор. За да го решиме ова на макутрпен без начин кај што нема користење формули, всушност треба на некој начин да извадиме од кај произлегува процентот. Односно, што мислам со тоа? Масата на HCl во даден раствор делено на масата на растворот е еднакво, например, на дадениот процент, само што поделен со 100. Значи во случајов овдека горе, така, имаме масата на HCl, добро, ајде ќе пресметаме први масата на растворот да го видиме. Масата на растворот е 200 мл по нели густината 1,1 грам на милилитар, што е еднакво на 220 грами. Така, и сега знаеме дека е 20% растворот и можеме да пресметаме дека масата на HCl тогаш треба да е 44 грами. И тоа е еднакво на 0,2, односно 20%. Е сега, нас ни се бара тука на крај некој однос, така, значи тука треба една бројка стои, тука треба друга бројка стои, каде што ова ќе биде еднакво 0,25. Ајде всушност подоле да го ставам ова, зашто ќе треба доста да пишуваме. Ќе оставиме тука некаде доле. Значи ова еднакво 0,25. Сега, што ќе правиме? Сега ќе додаваме буквално 1 грам по 1 грам. Само можеме да додаваме и милилитар по милилитар, но грам по грам ќе биде полесно. Така ќе додаваме по 1 грам од тука и после тие грами ќе ги конвертираме во милилитри. Значи ќе речеме дека сега додаваме по 1 грам. Сега, ако додадеме 1 грам од овој тука лево растворот, вкупната маса на целиот раствор ќе биде 221. Така, а масата на HCl ќе биде 44,37. Така бидејќи сме додали 1 грам, а 37% е HCl, така 37% од таа маса ќе биде на HCl. Добро. И сега да продолжиме. Така. Ако додадеме уште едно, тоа ќе биде 222. Ова ќе биде 44,74. 74. И ја сега ќе ги испишам надоле до некаде си. Добро. Сега да објаснам што се направив овдека, зашто ја решив целата задача. И сега да видиме. Значи почнав со некои претпоставки. Така, значи знам дека ова е ова, така, 20%, бидејќи тоа ми е дадено. И сега викам, ако ставам 1, значи плюс 1 грам од 37% раствор на HCl, ќе добијам толку HCl, а ќе добијам толку вкупен раствор. Така. И го правам со односот и добивам дека сега имам 0,2007, односно 20,07%. И идам така надоле, например стигам до овдека и тоа е 20,59%. И така идам, ама гледам дека ќе треба многу време. Така што скокам одредени чекори и идам директно на 60. Така, значи 44 додавам 16, така ова станува 60, ова станува 236. Така, значи сум додал плюс 16. И гледам што се случува. И гледам дека добивам 25,43%, што е многу. Затоа намалувам надоле. И намалувам на 57, гледам дека добивам 24,46%. Значи треба малце повеќе да идам. Па идам пола од тоа, па добивам 24,94%. Па идам уште малце поисоко и така натаму. Гледам овдека и стигам до овој број каде што добивам 25,0007%. Тоа значи дека масата на растворот треба да ми е оваа 234, масата на HCl треба да ми е оваа 58,69. Сега видите дека почнав на почеток со 220, значи 234,669 минус 220. Тоа значи дека треба да додадам 14,669 грами од 37% раствор. Така. Но бидејќи густината на 37% раствор е 1,19, тоа значи дека всушност треба да додам 12,32 милилитри. Сега се вратиме горе. Тоа значи дека ќе земам
12,32 мл, ќе ги ставам во овој 200 мл раствор. И тоа што ќе се добие, ќе биде раствор кој ќе има 212,32 мл, кој ќе биде 25% раствор на HCl, и ќе го најдеме и густината, знаеме масата на растворот, знаеме масата на HCl, ова значи е 25% масен удел, и потоа ја одредуваме густината, и тоа значи густината на овиот раствор е 1,105 грам на милилитар. За да сватите всушност што правев тука, ова е ко одење чекор по чекор по чекор, многу споро. Например, ако имавте еден кабел, така да речеме дека имаме еден кабел, и низ него обично си поминува струја, така иде струјата од овој дел до овој дел. Ама гледаш еден ден дека струјата не иде. Значи почнаш тука и тука нема струја. Така не искача струја. Тоа значи дека некаде, и да речеме знаеме, некаде во кабелот има прекин. Некаде во кабелот има прекин. Каде е прекинот на кабелот? Сега, за да најдеш каде е прекинот, најефективен начин е всушност да го поделиш на пола. Така и ќе добиеш два дела од кабелот. И пушташ струја овдека, гледаш дека струјата тука поминува. Значи овој дел е окей, тука нема проблем. Пушташ струја овдека, струјата не поминува. Тоа значи дека проблемот е во овој дел. Го кратиш ова пак на пола. Така, сега добиваш две парчиња од овој кабел. И сега пушташ тука струја, тука не поминува, пушташ тука струја, тука поминува. Тоа значи дека проблемот е во овој дел од кабелот. Го кратиш пак. Значи овој лево е проблемот. Го кратиш пак. И добиваш две помали кабелчиња. Така, и гледате кај иде ова. Така, од тука да пример поминува струја, тука не поминува струја. Значи овдека делот, проблемот. Пак го кратиш ова. Идеш по полека и на крај ќе стигнеш до одреден дел. Сега нормално ова можеш да идеш така до бесконечност, каде што всушност ќе го најдеш кај е проблемот. И всушност проблемот бил, да речеме, тука некаде. Сега ова во пракса ти не можеш да го сецкаш толку, бидејќи на крај ќе нема ти остане кабел, џабе си го сецкал, си го уништил цел кабел. Но сакам да посочам дека ова е принципот, например како наоѓам колку треба да се стави. Например, ако не ти треба кабелот, ти можеш да си го сецкаш и ќе најдеш кај бил проблемот. Значи сечеш на пола, гледаш која половина е добрата. Па таа половина пак ја сечеш на пола. Мислам, таа лошата. Па после пак кога ќе најдеш лошата половина, пак и таа ја сечеш на пола. И на пола и на крај ќе стигнеш до решението. Сега овдека можеме и да провериме дека стварно кога ќе додадеме 12,32 мл од 37% на HCl, значи ова стварно кога ќе го направиме, вкупниот раствор ќе биде 212, ако ги пресметаме масениот удел ќе биде 25% на HCl и ќе има густина која е малце повисока од минатата. Сега во книгата вика дека решението во практикумов е 238,2, што многу се разликува од 12. Но да видиме што ќе се случи ако беше 238,2. Така, ајде да речеме, ја го добив тоа, но да речеме дека ставивме 238,2 мл. Ја реков дека ставивме 12. Ако ставивме 238,2 мл, вкупниот волумен на растворот, така ќе беше 438,2 мл. Вкупната маса на растворот, М на растворот, ќе беше еднакво на 220, која е оваа на левиот раствор, така видовме дека оваа има маса од 220, а овој десниот, значи ако зевме 238,2 по 1,19, тоа е еднакво на 283,45. И тоа е еднакво на 503,45 грами. Да видиме колку ќе беше масата на HCl. Од овој левиот раствор кој беше 20%, знаеме дека имаме 44 грама. Од овој другиот всушност ќе беше 37% од 283, така што е 104,87 грами. Односно вкупната маса на HCl ќе беше 148,87 грами. Сега да видиме дали ова е 25%. За тоа да го направиме, ќе земеме 148,87, ќе поделиме со 25 и ќе помножиме по 100.
И ако е 25%, треба да го добиеме во горниот број. Но што се добива? Тоа се добива дека еднакво 595. Што не е точно, тоа значи дека не е 25%. Но окей, може би ја грешам, не знам, некој ако ја реши, ја не можам ептен да седам тука цел ден и да мислам како да ги решам. Значи ја одмah зашто ги правам видеа, сега ако седам тука и почнам пробувам со формули, па решам вака така, може би ќе сватам кај сум направил грешка. Но окей. Ако ја решите другачие, пишете во коментар, нека видат другите како се решава. И тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. И ќе се видиме некогаш во некој си наредно видео. Значи ова беше крајното од видеото за раствори. И со ова видео на некој начин видовте како може да се решаваат задачите без користење на формули. И ако земате повеќе децимали ќе добиете поточни резултати. Но окей, ако најдете грешки, напишете во коментар да видат другите како треба да се реши задачата. И тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното. Довидување.